И ова недела се наоѓаме во источниот дел на нашата преубава Македонија. Регион кој меѓу другото е препознатлив и по топлината и гостопринството на луѓето кои живеат тука. Ова епизода ја посветуваме на Виница, еден преубав град за кој сум сигурен дека ќе ни згреи срцата на овој ладен ден. Некои велат дека појадокот е најважниот оброк во денот. Одам во една локална пекара да зеам нешто за појадок, да соберам сила за денешната авантура. Здраво, добро утро, господја. Добро утро, повелете. Повелете. Тежок збор за мене. Повелете, овде има избор, плюс мирисот. Не знам се што да купам. Ајде. Зашто сте ви? Зашто сум за се? За се? Може Да, да пробате? Кажете ми. Може да пробате од нашите лиснати, но сепак специјалитет ни е бурекот со месо кај нас. Бурекот месо. Да, Добро, знаете да. што? Да биде направиме лесно, ќе ми ставите малку од 1, 2, 3, 4 така, едно геврек, 5, Ајде. така од екипата и ми се јади, на мене ми Сите се сте јади, гладни? и сите сме Добре. гладни, ете така да земе малку за сите. Браво, многу убаво. Светова е домашно направено. Се е наше производство. Ваш да. производ, Да, одлично. да. Многу ми се допаѓа. Преубаво. Се е наше производство. Прајте и леп, прајте Да, имаме повеќе видови на леп. И кифлички исто. и кифички. Значи, обично лепче. Доста кифички мислам со руска салата сега со со празниците. Доста. Више до тука ни е. Да. Браво. Одлично. Тога ќе мора да дојдете и за Великден. Ке дојдеме, Да. не се секирајте. Кифлички за соруска. Да. И бурекот го правите исто, Да, да. бурекот исто ние си го И правиме. топло така. Знаете што? Да ставам? Ова ќе го пакувате, а бурекот ќе ми го дадете така на рака да си го пробам. Па мора, да. Во кесама на рака, ќе си го ја... Да. Да ви платам. Бурекчето. Фала ви. Колку ви должам. Вуала. Ете. Да му трошиме малку пари. Оба. Си го земам јас бурекот. Чекај, ќе си Да. одите? Па, Не. Па мојот брат сака малце да разговара со вас. Ќе Епа. седнете, поведете. ајде, јас знаете што? Ако нема проблем. Навистина, извинете со полна уста, ама навистина е преубаво. Ке дојди бе? Да, ќе дојде. Ајде. Ај, Те го чекам. повели. Фала. Мило Мишо, сакате да имате разговор со мене? Јас почнам да јадам, извините, вашиот бурек е навистина врв. Ова е вашата сестра. Да, тоа е сестра. Работите фамилиарно, се го разбрав. Фамилиарно. Да. Фирмата постои од 2006 година. Првично, Това се до сега 19 години. Браво. тоа се 18 години. 18. Да, окей. Ова ќе биде 18 година. Првично почнавме да се занимаваме со производство на леп, со текот на времето. А правите само леп од почеток? Да, од почетокот правевме само леп. Сега од скоро почнавме и со замрзнати пецива. Исто така правиме повише видови на леп со собствени квасци, со природна ферментација. Така со без стартери. друг што го прават сега, со старо тесто, што Да. браво. Навистина Веќе тоа е тренд сега, да. имаме габи квасци така речени, што се веќе стари по повеќе од 2-3 години. Окей. Што ги одгледуваме секојдневно што се работат.
Како се претва да се одведува? Оти секогаш тоа треба да се храни. Треба да се храни. Со што се храни? Со вода и со брашно. Со вода и со брашно само. Со вода и со Се додава вода, брашно и се ферментира и се употреба како ферментира и се користи место квасец. многу лесно. Имате други специјалитети, така нешто што видов таму убави крофни со Имаме точно, имаме крофни, имаме исто така и пици, пастрамали правиме овде во Дуќанот. прашање сега ми кажувате пастрамалја. Дали има посебна пастрамалја во Виница? Нема обично Те овде регионот Штип, Светова си имат посебни пастрамалја. Дали овде во Виница има виничката пастрамалја, да кажем нешто така? Виничка пастрамалија Не. нема ништо Може посебно. имате вие посебен рецепт? Немаме посебен рецепт, имаме со свинско месо, со пилешко месо и се. Не ставате јајца како во Јајца кашкавал по жело. Супер. Исто така правиме пица со наполитанско тесто, Да. Наполитанско со тесто. наполитанско тесто, Браво. со капуто брашно што е популарно сега на Имавте прилика да го видиме тоа во еден ресторан што поминавте Мато Наполитано во Скопје и они го употребат капуто. Навистина тоа е нешто Да, ние го посебно користиме. брашно што да. Ние го користиме и за пиците и за пастрамалиите, меѓутоа тука почнуваме од 12 часот со пици и пастрамали до 6. 12 до 6, па да, од сабајле, пастрамалја. Како мене бурек не сум многу навикнат да почнам од сабајле, ама преубав е, навистина, се топи во уста. Ако има месо однатре, јас сум повеќе за благо од сабајле. Ама ова, врв, супер. Миро ми е што ве запознав. Мислам и овде, вие, ми кажавте, таткото ви е газда, вие сте лева и десна рака со... Сме лева и десна рака со сестра. Еден ден ќе видите и вие главните. Па здравје да се наде. Това ви го пожелувам. Мислам и господинот е врв пекарата, со сестрата. Каде е сестрата? Се скрие? Јона? Да, видиме и сестрата. Па да. Ете, ја имаме и сестрата тука. Јас само да ви пожелам успех за понатаму. Благодарам. Мило ми е да видам млади што сакат да одат напред да си работат. Јас ќе продолжам да си го јадам бурекот. Да му работи. Екипата чека да И јади, они да ручат. а ние ќе продолжуваме. Ајде. Јас имам поклон за вас, дел од нашите производи. Ви благодарам. Да пробате. Јас имам купено кај вас. Ако имам поклон плюс, ќе мора јас да ви дадам поклон. Но имате среќа и јас имам среќа. Од и нашите партнери Рони банк на тоа мисля да ви направам еден поклон за вас. Банка, од секогаш имаме ни треба банка. Мислам оти со многу работа донесуваме многу пари и каде треба да ги ставиме? У банка. Фала ви многу. Да не останеме премногу време под снегот овде, па ќе ви кажам само напред. И фала многу за гостопримството. А ова Фала и на вас. ќе си го лапаме со целата екипа. Фала ви многу. Фала. Пријатно. Чао, чао. Пријатно. Преубав почеток на денот. И Видница на вистина е преубава. Одам да се запознам со некој од производителите тука. Да видам нешто посебно што не секаде го има. За почеток ќе посетам една локална месара.
Здраво, добар ден господине. Добар ден, А повеќе. господин Месар, така се Да, казва, повеќе. Месар Месар. Да. Ово гледам какви убави башња месо имате тука. Браво секоја чест. Што е вашата специјалитет? Јас дојдов овде, некој ме препорача да дојдам кај вас. Ми кажа дека Специјалитет? сте еден од најдобрите да кажеме во Виница. Така, така звучи, специјалитетот е само свежо месо. Е, па мислам оти најдоброто специјалитет, не? Подобро Нема здравје. подобро тоа. Е, па да. Подобро здравје. Зошто посебно луѓе доаѓаат за вас? За тоа за отие свежо или што? Секој пат свежо. Добро, Само- имате нешто начин на подготовка, нешто Па, начин на подготовки сечење нема начин на сечење, контактираме со муштеријата за што му треба, за скара, за печење, треба да Точно. знаеш кој дел за што се користи, па како се сече, начинот Точно. на сечење се Ние има. можеме да разговараме. Јас сум готвач. Мислам Да, оти ме на познавате, тебе па ти да. е јасно сега, ти Да, ќе земеш 1 кило, ја ќе те прашам, јас знам како за тебе да го сечам. Точно. А се другачие. Малку Тоа е. поде. Да, ама полека гледам. Не, не, готово. Навиките Навики се менјават. Навиките се менјаваат. Да. Тоа. Го видов тоа. Луѓето почнаа да барат филе, почнаа да барат Каре. кременанда, каре, такви ствари. да. Мислам оти навиките луѓето почнаа да бидат гурмани. Да. Гурмани. Да, обавезно. Ми Да. кажавте ти имавте само телешко и И свинско месо. Ништо друго. Само тоа. Само тоа. Браво. Јас пак ќе имам едно прашање, што малку ми е чудно. Гледам, како кажувате вие, оти месото е свежо. Во Белгија има навика да се остани 10 до 15 дена во комора за месото да се опушти и само после се продава. Ја гледам кај вас е вистинска многу свежо. Зошто? Што кај нас се коле, 24 сата се ладе у кланица, Добро. па после иде у трговија. Океј. Подлежи на тие ветеринарни прегледи, дури после иде у продажба. 25 дена е многу. Добро. Дали месото не е многу тврд? Од ја го имам Не. тој сега што е тој проблем. Па, гледа, Малку тие е, се- да. Тие се Навикате да влади... имам мелено месо. Да, мелено месо, Да, по свежо порачка. месо, да. Свежо, на лице место се меле. Да, видов од имаше. Пред време нема, па неки ни купуваат кај нас, пред време нема. Браво. Грамо ти ги правите и колбасици. На Не. време. Не, по порачка. По порачка, да. На лагер А, нема. Ги правите директно За своји Нема. луѓе, за своји така. луѓе, за своји луѓе. секоја чест. Навистина многу ми се допаѓа. А такво месо, јас чекам од 2 да имаме на скара, се да го поминам или да го подпечам. Браво. Секоја чест, господине. Благодарам. Фала ви многу што Фала и на ми вас, благодарам. како да кажам ми дозволивте да дојдам кај вас, У секое да време. снимаме малку, У секое да видиме време. вашиот производ. Тоа е. Супер. Нема производ, тоа е. Само свежо месо, подобар производ, здравје. Нема. Вашата струка е за производ. Точно. Ние си Гастрономијата. имаме- Да, ето Кај така. место е тоа. Ножом, масато, сатаро. Точно. Браво. Фала ви, господине. Ви Благодарам и на пожелавам вас. убав ден. Да не ви Па кажам да само дојдете. напред, оти после 30 години, Па да доволно сте дојдете. напред. Па Фала да ви многу. дојдете. Епа, Молим. Фала и на господинот вас. На визна како мајстор е врв. Па одиме, продолжуваме. Прекрасно домашно свежо месо. Сон на секој шеф. Доста јадев со очи, одам да ги пробам познатите винички кебапи. Здраво, добар ден, Браво, господине. добре дојдоте. Да, здраво, добар ден. Браво, живо, добро Како да се дојдете. личите, така има нешто Да, да. фамилиарно. Не, браќа сме, не се браќа сте. рече, браќа Добро. сме, браќа. Месарот Роден. Малин ми кажа да дојдам кај вас. Ми кажа ти имате преубави Да, кебапи. да, ништо Он не ви ти го дава кажа. месото, а Не, вие ти- го Да, ние Обработуваме. работуваме, ние правиме сировине, правиме директно кебапи. директно кебапи. Директно кебапи правиме. Тајната за кебапите сега. Може да ми кажете Не, точно? не. Како не? Исто како Мерцедес да продаje лиценција. Нешто така. Не, Не? не, такво Сол, нешто не. бибер, не има сол, сме- има бибер, тоа има. Има сол, нормално. Што има Сол друго? секаде се. Оно другото иде после него што треба. Никој не сака да ми ја дади рецептот Не, за не. кебапите. Ама мора да ги пробам тогаш. Абе, за пробање може да ми направите може. петка кебапи во едно лепче така. Може со кромиче, со малку буковец. Не е проблем за да пробате. Не пробам за пробат. Али за А за тајна е за за рецептот. рецепт, за такво нешто. Добро. А вие што колку години сте? Тоа тајна е или може да ми кажете? Ово нам ни е трето колено.
Трето колено. Трето колено, Охо. татко, дедо, ми. Браво. И наставуе дале деца. Моментално не се тука, али знае се. Супер. Еј, безпремени се кебапите. Многу бржи сте. Ба, ти Браво. прес си скара. Со кромица, обожавам тоа. Кажете ми уште малку повеќе од вас. Шо Ти да трето ви кажам, колено. Јас Да. сум трето колено овде, јас сум дојден овде Излете. Ви благодарам. 76-7 година. Кога? 76-7. 76 година. О, Така е. браво. А Одлично. инаку имам постаре браке од мене, они дошли пред мене, али ја последни. Вие сте само од овде од Виница или имате уште други роднини? Слушам, сте Имаме, голема фамилија. имаме секаде родни. Да. Има у Кочани исто скара, исто први вртучени, Добро. али исто. Јас слушам за вас и до Скопје. Дали вистина е тоа? Да, А? ништо не е лажа. Имате родини таму? Како Исто? немам, имаме и по Скопје, Дукјани, Горански. Каква фамилија? Они сите се за Горански, за Дукјани, кебапи. занајчие, чујене се горанци. Бурек, кебапи, сладко, Се тоа. секаде Вау. ги има. Знаете како го мириса ова? Да, мора да мирише, па ми за тоа се трудиме. Да мирише, да биде убаво. Скарате ви на кјумор. Скарани Обавезно. на кјумур. Ау. И- Опа. Чекајте, извините, ама мора да пробам. Пробај, И со пиберче. Оу. пробај. Пробај. Е. Пробај. Инако сме ние традиција кебапи. И град не знае, и како град. Устата ми е граѓани- полна, ама полна со вкус. Да, Ова, на вистина, еј, го фатив, не знам. да. Браво, преубаво. Пробај. Ми е жал што не сакате да ми дадете тајната за кебапите. Не, Ќе мора да се вратиме кај вас, Не за можеме. да јадеме убави кебапи. Не можеме. Можете само да дојдете убави кебапи да јадете. А иначе така. тајна да ви дајаме не. Мислам, а ти сите во Виница ве познават. Кој, нас? Да. Ау, цела Виница ни е Цела рода. Виница ви го доаѓа. Цела Браво. Виница ни е рода нам. Јас ви благодарам Цел за град. кебапот. Они нас ценят, ние ни цениме, нема Да. Мен, така ќе кажам, ви благодарам за На кебапот што ми го здравје, дадете. Катие, на Това здравје. ја даденем се На гледам здравје. од срце. Од Јас срце. ќе ви дадам исто еден убав поклон од нашите партнери. Извинете што ќе го оставам на маса, за да продолжам после да се го јадам на рад. Нашите партнери се Витаминка. И Витаминка, они се Да. прават Да. со срце. Јас ви го поклонувам Фала, со срце. да сте Пазите здрави, само живи и на рачната, вас, да. И на Повелете. Мишо ни дале. Фалај. Ви благодарам. Да ви кажам едно, второ, трето, четврто колено и уште многу колена така да може. да работат за вас. тоа не е у плану. Тоа не е у плану. Фала ви многу. Фала и вие што Фала ви сте се многу. научиле, што сте Да, да. дојдели. Не, Фала јас на ви благодарам. друштво, фала на сите. Фала ви на. Ви благодарам, господине. Фала. Јас ќе си го земам Ова со мене? Ја ми Не, може сега да знаете, сядите да ручате. по пат, малку да ми се Ама, симни. колеги. После по колегите. Они ќе Да. дојдат. Ќе му кажам каде е адресата и ќе дојдат да земат. Нормално, Може? апсолутно. Фала ви многу. Туре, тука може да не спреведе. Одиме понатаму. Епа господин, ја мислам оти ми направивте една маса овде, ми изборевте оти имавте мед, вино, па. Вау, ќе мора да ми објасните малку све што имаме на маса овде. Само убави ни гледам. Ќе објасниме. Јас се викам Милчо Костадиновски, професионално се занимавам со пчеларство Добро. и моментално се наоѓаме во домот на Антонио Петров, кој што е магистар енолог и во наша заедничка соработка, мојата фирма се вика Пчеларска куќа Апика, само име значи дека Апика, да, дека точно. се занимава со пчеларство и на наша заедничка иницијатива решивме да направиме еден производ кој што на некои места и по пчеларските штандови го пчеларите го нудат, но ние сакахме да направиме производ да биде прво организирано производство и да производство кое што ќе земе малку спрема истражувањето на пазарот и на купувачите подосна. Вкусото ли, да. Да земе малку и поголем замав. Браво. Нашиот производ, ние го нарекавме медовино
за него составот на тоа медо вино е мед, вода и соодветни квасци за да се Извините што ја прекорам, па да оти навистина имавме прилика да разговараме. Вие кажете медовино. Медовино јас го знам тој рецепт. Во Белгија го имаше од времето тоа на римјаните кога беше лагол, беше вода, малку шекер или квасец и мед. Тоа се викаше идромел. Тоа беше почетокот на пивото. Ти Белгија се знае држава на пиво, а вие го викате виномед, медовино. Да, медовино Добро. и процесот вода и мед и самите квасци почнуваат тоа вриење да се активират шеќерните единици што ги има самиот мед, тоа се најчесто се тоа простите шеќери, најчесто фруктозата и гликозата, и почнува со вриење и времето како прекинува самото вриење или од озгора на пењата што ми однемува, правиме проба, добра е, прави се одма анализа во Земјоделски институт во Скопје, добиваме некоја хемиска анализа и ја гледаме. Прво што гледаме процентот на алкохол, дали е соодветен за самиот производ. На ова вино, Добро. процентот на алкохол е 8,5%, на ова беше 9,1. Тоа лајт, да кажеме. Да, аперитив. Да. Од темниот мед ни излезе прво бојата, ќе го отвориме, ќе го пробаме вкусот, а ова после рековме дај да пробаме со цветниот мед, што е ливадскиот мед, светлиот мед, ова е тој мед, и да видиме дали ќе се промени прво, дали ќе имаме за бојата, а мораме да кажеме, сега откако ќе го отвориме, овој мед, пошто е цветен мед, има самото вино си има своја арома. Тоа сакам да кажам, Дали, пошто у ливадскиот мед или цветниот мед во оваа тегла, може да кажеме и дека тоа е една аптека. Има трагови од полен од сите билки и тревки што у народната медицина за нешто се користат. Оцем, тогаш е здраво. Да. Мора да го пиеме тоа секој ден. Да. Па тоа што е са матери на вино и свето, една-две чаши А ова е за бајле и супер би повеќе ова е повеќе медлика или Добро. поради тоа што пчелите го собираат медот од дамот. Океј, што препорачувате тогаш, ако не сумарено за бајле све, да се јадаме нача или што да се топли? Како се пие овај медовино, вино Ќе го мед? отвориме и ќе пробаме. Ќе пробаме, добро. Од јас сум сигурен да ти може да се направат преубави рецепти со тоа. Да, Мора да го гледам овде имате исто мед, уште со како се вика во саки. Како? Мед во саки. Во саки. Или некој вика мед со сот. Јас да вистина секој ден во Македонија што ми е чудно, секој ден учам нешто ново. Има пуно убавини во Македонија што не ги знам, што не ги знаат и гледачите, сигурен сум, оти вино од мед, не знам дали многу знаат оти има вино од мед. На вистина, секоја чест. Ќе пробаме. Ау, како убаво мириса. Еј. На здравје. Еме на вистина. Да, го имаме тој мирис на медот. Мирис на мед. Браво, како е? Има многу специфичен вкус. Јас имам букет од свеќе. Вуста така. Да, се отвара. Вау, браво. Многу убаво. Дали да кажеме, не можеме да кажеме црвено, од ова ми личи на рака кога го гледам така. Да, поради повеќе боја, да. темната боја на медот, али тоа сето тоа ние ќе го искомбинираме. Нема да одиме со чисто темен мед, ќе видиме кој повеќе ќе ни се бара. Знаете што, ја што го имам пробано, вкусот ми останува во уста, чудо, многу јако вкус, интензивно вкус останува. Ја мислев оти ќе ми дојде и ќе си оди само. Не, останува во уста. Ја и барам за со што можеме да го комбинираме тоа. Вау. Тоа е ваш. Да. специјалитет. Посебен шмек, ниста мотитова со салата. Нешто е на салата со суво грозје, со малку сино сирење или овчо сирење. Топ. Виното, ова не треба да биде нешто јако, ма да има посебен шмек што може да го балансира. Салата, овчо сирење, малку мед на салат и вино. Ја не најдов рецепта. Одлично. Така ми се допаѓа на вистина. Ова е малку потешко. Потешко? Појако. Појако име доста тогаш да не Малку појако, а Вау, мирис. да. Да гледам дали остануваат, како се кажува, не знам, солзи. Солзи, Да. Има солзи, тоа покажува има алкохол. Браво. Мирисот е преубав. Да, и со мед. Ама различен, многу различен. Да.
Ура, да. Многу посув Да. И од овој. Да. Од име повеќе на кисело. Малку ми е како покисело од ова. Да. Знаете што? Како да има и вкус од тутун негде. Чудо. Да. Ќе објасниме тука овој мед или медот што е медликата од даба што се собира, Добро. кога го има у поголем процент. Значи, обично ние пчеларите вадеме рамките кои што сите вака. Ова пчелата го запечатува, ние не го запечатуваме. Вака кога се рамката е полна и може да кажеме таа е ферментира мед, може да трае и стотици и стотици години кога е вака. И овој мед поголем процент кога е на даб, самиот даб мед има вкус на прегорен шеќер. Да, ме тоа му дава тутун така нешто да. Прегорен шеќер и тоа сега се осеќа. Браво. Што ова сега со што можеме да го мешам, да го пиеме со едно посебно јадење. Шумско, да, со шампиньони, со врган. Може. Нешто со врган. Зашто да не? Врган малку пропржан така, да има малку нешто едно месо, да кажеме, што можеме да ставиме со месо со тоа? Јунешко месо, да. Малку путер, едно врган, едно парче месо, ова комбинација. Ние Мислам ќе мора да направиме едно ние ќе се посебен совршуваме и мени, ќе биде се подобар и подобар. И вкусот и Ќе мора да ми правите едно, два, минимум 3 различни видови на медовино, Да. за да можеме да направиме едно мени, дегустација мени. Браво, Ќе ова направиме. многу ми се допаѓа, на вистина. И Антонио, гледаме дека, пошто мора да кажеме дека тој е магистер енолог, може да е единствен во Виница, и оде напред, веќе му стигна грантот, тоа го видовме, и секој час, Кога ќе го направите третиот мед, това е третиот медовино, ќе ве замолам, викнете ме. направиме, третото да. моментално ние тука во е. бурето, Во бурето е? да, А, и на план плаце. е тоа да се А, полни па, добро. некаде следната недела. Па не сме далеку, ќе се вратам. Нема проблем. Мора Можеме да направам, да да пуштиме да видите. Да, може. Може. Ајде да Само видиме што немаме- ќе биде. немаме што Да да најдам, чаша ќе- најдам третата Може ова? рецепт. Може, па да. Па чисто да пробаме. Ова е виното што ми го... Браво. Третиот пилот производ. Исто од теме мед, али не давов мед, што мед кој преовладува повеќе мајчина душичка. Океј, јас верувајте ме, го мирисам прво многу квасецот. Не знам дали не е завршено уште. Уште не е завршено. Па за тоа Уште мислам. не е завршено Да. и не е филтрирано ова вино уште. А вкусот Да. го веќе има. Да. Јако. го има? Мирисот е квасец, ама вкусот буф, директно го имате До медот. сега Да. Вау. нема уште нема филтрација направено. По бојата мислам ќе дојдеме до оваа боја. Ама ќе преубав биде- е. Да. Преубав е. А да остане и оваа златна боја, мислам дека ќе биде уште поубаво. Марку боцка. Има како малку неко така да. Да. Тоа е веќе различна вегетација, различна флора. Браво. Секоја чест господин. Епа мислам оти многу научивме на виното, ама медот За медот можеме да збореме многу. многу. Ама за виното Сите може да знаат. не многу. Ама што ќе биде за медот тогаш? Сите и од тамнешно време и сега сите знаеме дека пчелните, сите пчелни производи се Многу здрави, многу да. лековити. Ливацкиот мед, што е цветниот мед Тука? или светлиот мед, уште како да го наречеме, можете и да го пробате и него сега. Ја го гледам така, сакам многу да И знам. да со може да тоа. кажеме дека тоа е една аптека, ради тоа што во него има трагови од полен од многу билки што цветат. Затоа што ливацката паша е по, како да кажам, не е у поголемо изобилие како што е интензивната паша која ги носиме во планина. Имаме периоди, пролетно време имаме периоди со лоши временски услови. И багрема кога цвета, и џанка кога цвета, и јаболка, и се. Имаме, може да се случи само 1-2 дена да пчелите работат на некоја Да. овошка, И и имаме доста. лошо време и да се прекине. Ама ова, убаво. Гледам од имате нешто посебно овде. Ова, што е ова?
Најчудно, што се бомбони или нешто така? Како се вика? Тоа е перга. Или Перга. пчелин леп, бибред. Перга? Како или? Бибред, Бибред. пчелин леп. Што е ова? Значи, у пчеларството, замена за мед има. Тоа е Добро. шеќер и вода. Океј. Ако нема, значи пчеларот ќе интервенира и ќе стави за да пчелото семејство преживее. Океј. А замена за ова нема. Нема. А ова пергата е полено што го собираат пчелите од цветовите. Се јади вака тоа? Да, се јади. Некој ме праша како по 3. По 3? 3. Ајде. зрнца. Ќе земам 3. И Зошто 3? така, 3-5. Ја Не е прашам хемија. предам зошто 3? Оти 3 песта. Овде и 3. Бројот 3, мислам ти е секаде. Чудо. Ама убаво е. Посебно така вкусови има, да. Тоа е убаво затоа што е наш македонски полен соберен од цветовите и складиран у самата кошчица до Одлично. во рамките. И тоа е одеме појас мед, појас пергата Добро. и одоздолу е леглото. И сега, Океј. зашто служи ова во кошницата? Ова е Од кампак медот, нешто, не? од медот и од ова. И младите пчелки на возраст од 6 до 12 ден, кои ги развијат млечните жлезди, го прават матични омлеч. Браво. Имат посебна употреба, да кажеме ова. Што се прави со ова? Се јади се Тоа за стави- човечкиот организам, посебно кај машката популација, е Аха. многу Што за добро. машките ова е? Да, Што ќе има проблем, ќе има проблем после? Кај што? За потенцијата е многу добра кај. Сега ми кажа А 30 втората работа е кај луѓето што имат веќе, имаше еден пчелар од Србија велеше, ако мажот ги помине годините од бројот на кондурите што ги носи, треба да почне да јаде полен или перга. Затоа што тоа е најдобриот лек за Тоа ми се простата. години. Најдобриот лек за простатата. Добро, окей. Ме ми кажавте и за друго. Да. Не па мислам оти две теглики ми требаат за мене. Добро. Браво. Све што научивме денес. А, гледам исто имате и нешто како вапоризатор, не знам што. Што е ова? Оти Ова е прополис. Да, прополис. Тоа го знам. Тоа го научив сега во Македонија кога дојдов. Оти на вистина во Белгија, не се Многу употребува. тоа е, или Да, да. ние го викаме природен антибиотик. Да, точно. Многу е добро за каштица, за грло, за рани во уста, за афти, за Океј. едно прскање, две прскања и И доволно е. за 3 до 5 секунди грлото поминува. Еме, навистина, Посебно и кај мали деца, јас ќе си кажем, јас го правам со домашна ракија, некои го прават со Тоа е со шпир. ракија? Да, мора да се Добро, раствара, не. Океј, добро. И ракијата е лековита. Па да, и ракија лек. Имаш го употреба за бришење, ама тоа со лоша ракија. Да. За да бришат прозорите. Па. Па мислам оти поминавме по сите постапки на мед, на вино, на се да. Имаме уште пчелни Има производи. уште? Да. Ау, Тоа е ајде. тоа е матични омлеч. Многу сме малку производители на матични омлеч и во самата држава. Затоа што тоа е малку специфична работа, си бара одредена услови и тоа оптимални услови на Матичниот? температура. Матичен омлеч или желе ројал. Желе ројал, ете тоа го знам, извините. По француски Оптимални желе ројал, услови да, на да. температура, Аха. на влага, просторија и Тоа е нешто на вистина треба многу доста знаење и да. искуство. На малка количина може да се има, прескапо е. Да. Прескапо е оти да, ама многу здраво е. Тоа на вистина имаше, мислам, краловите, кралите, кралите, тоа, за тоа се вика желе. И кралско ројал. млеко, има и Ете, така, кралско млеко, да. Точно така. Вау. Тоа се добива кога се работи организирано и од една пчела на секои 3 дена се работи, се вади по едно шишенце. Јас така. А така се прави. 10 А имате? грама, да. 10 грама. Да, ама Браво. тоа се чува, после се чува во длабоко на минус температури, минус 18, колку е длабокото. И сега, јас саках и да го донесам, Не, да не, се не, види, не, не. но после... Мора нареден пат кога се видиме да имаме нешто за кажување. Јас Е, мислам- тоа исто добро за она... Што... И за тоа? И за тоа. Па мислам, пчелите многу ни работат за нас. За мажите, тоа е природен лек. Освен да одиме во кај тоа тој како се вика плавите пилули, не знам што, а имаме све што треба, не. а? Хајде. Ја мислам ние оти сме уште млади и дојдени здрави. на моментот, вие ми покажевте све што треба со медот, а мислам оти најдобар пријател од мед и вино, сирењето президент. Јас ќе ви го поклонам, повелете. Благодарам. Тоа е за вас. Нареден пат кога ќе дојдам, мислам да го употребиме или ќе најдам во меѓувреме неколку рецепти и ќе ги покажеме како се меша убаво сирење со вино од мед,
со мед Така, и со така. други производи. Така. Ви благодарам на вистина многу за ова За презентација. да се види, да се О, слушнеме и да па, се па. сигурно видиме. Обавезно ќе се видиме, ќе имаме прилика И да со- готвиме заедно и све. Да. Фала ви многу, господин. Благодарам и на вас. Мислам И живи и ти здрави. направивте убав, како се вика, не представа, како професорот кажува нешто убаво презентација. Убава Да? презентација. Убава презентација на вашите производи. Да. А преубави Голема се. благодарност. И плюс се преубави. Одиме понатаму. Епа, Голема благодарност о, што дојдовте, што го достоивте. ова, Да сте живи и здрави и да шетате многу Македонија. фала ви многу. Пријатно. Се гледаме нареден пат. Се гледаме. Вау. Поздрав. Со здраве да се изделат Да. производи. Фала ви. Преубави луѓе и преубави искуства. Многу нешта научив од денешната авантура. Ми останува уште да ги дознам овдешните гастрономски специјалитети. Шефица ми ве многу брзо сте денес. Јас не ми оставивте време да направам нешто. Видов, тањирите ги направив на време што бев позади со вашето колег. И он ги направи пастамелите и вие ги наместивте тањирите. Што ни направивте денес Многу сме овде? брзи. Ба се гледа, јас не можев да стигнам. Арно ти ми дадете Затоа и малку. сме први во Виница. Браво. Може ми објасните што имате овде во тањирите? Може, да. Ова што е? Тоа е роловано прасе. Роловано француско прасе? Лепче, да. О, добро. Ова? Ова е ролован пафлак. Роволан пафлак. Реброво фурна. Реброво фурна Да. и овде и одиме И со... тука имаме свинско филе. Арно ти Ала ме слив. чекавте. Ала? Слив. Ала, слив. Добро. Со сливи. Со сливи. Можам јас да ставам малку сос секаде Може, или? Да? да. Ајде, да направам ја нешто. Да не бидам овде, така да ве гледам само. Ете така, чисто малку сос да имаме.
Ете тоа, супер. Нема ништо, нема гарнир посебно за това, не? Па свинското филе обично со сосот. Добро. Оди може и луто пиперче. И луто пиперче. Свеж. Гледам ставате луто пиперче, малку кромит. Традиционален начин сервирате. Да. Браво, многу ми се допаѓа. Навистина, одлично. Сега за пастрамајлите. Во меѓувреме што видов таму како ги прави. Ова е свинско месо? Свинско, да. Со сланина. Шефот таму Шефот да, ама и вие што пастрамајлите. шефица, можете да ми објасните? Можам. А ние го снимавме, гледаше како го прави. Можам. Вие да ми објасните што има на тоа? Можам, Овде. тоа е свинска чиста, мислам. Добро. Со сланина пушена, тоа е пилешка, свинска. Сува. Има нешто, што ставате сега? Сува пиперка. Суа е малку подпечена. Да. Да лути така малку. Топ. Мислам оти ова е направено. Имате уште нешто што ќе ни правите таму? Македонска салата. Ајде да ја правиме, Да, покажете со ми. виничко овче сирење. Добро, вие ми Кое дадовте што е овде прекрасно. парчиња розмарин, малку да има. Да, вие така да кажеме, декорирате. Па, за фајнал тач, само тоа можам да правам. Малку се осеќам без работа, не знам зошто, ама тоа е тоа. Ама многу сум среќен зато сум со вас. Да, вистина. Браво. Колку години сте вие тука шефица? А? Една година. Да, мислев оти бевте дел од опремата. Една Многу година години. сум Една тука. година сте тука. А вие колку години сте тука? 4. 4 години. Како е работата овде? Како е? Има народи се, огромна кујна имате. Навистина многу ми се допаѓа. Имаме најубава кујна. Искрено Најубава. најубава кујна. Секогаш имаме. ми кажат најубава. Нема најубава кујна. Кујна е практична. Не Прво, знам, да. ние Основа имаме- за да се работи, нашите гледам оти кујни вашата си е кујна. најубава. Да, вашата кујна Нашите е си практична. најубава. Добро, окей. Ајде, како кажа, една од најубава. Не можеме да го кажеме. Не, шала на страна. Што ќе правиме сега? Да, сега ќе јадеме. Епа тоа ќе правиме. Ќе одиме да јадиме. Епа се враќам од кујната, маса наместена, вие на маса. Окей, ми кажат и вие сте газдата овде од хотелот. Да. Вие сте господин Никола Филија. Мило ми е, ве И на запознав. мене ми е Јас сум мило. Марк, мислам Марк, оти да. ме познавате. Сите, да. Можете да ми објасните малку повеќе за вашето објект. Кујната, мислам оти најубаво готвачите ја представиле. Ова више се вашите специјалитети, да кажеме. Така, Гледам повеќе на печење. Да. Регионот го прави тоа, луѓето го барат тоа. Зошто повеќе печење? Па тоа ни е специјалитетот. Секогаш со фурна да работиме, пастрамали, месо. Имаме нешто на скаричка што ни е. Бифтекот, свинско филе. Да, така. ми кажа ове Тоа си, да. плешка, Пафла ова е ролован во фурна, прасе полне, роловано, да, лепче ребра, полнето, класично. ребра. Пастрамалите многу убаво Пастрамали- изгледаат. Ја не знаев ти беше специјалитет од регионот, ама од Виница. Не да изгледат убави, него се екстра убави. Мора да ги пробам. Јас сум Секако. обожавател на вистина Да. на пастрамалја. Имав прилика да одам во Штип, да одам во Велес, да одиме во Радовиш, да одиме малку. Уште кратово ни фали да ги пробам. Ама не знаев ти во Виница имаше пастрамалја. Да, е Имаме, типично да. на вашите рецепти или нешто посебно за вас? Па наши ред посебно тука што се сливска пастрамалија, Окей. долги години се правиме и е така позната во регионот. Позната во регионот. Да. Хотелот колку Тело, години да, постои? Па постои 40 повеќе години. Ау, браво. Познат Слив, кота слив, оти сте познат овде во регионот, да. некоја. Па има многу свадби направено, се живо семинари, крстивки, многу уназад на години. И сега уште функционира добро. И така. Гледам ти имате имени и све тоа, работите ала карт? Може Работиме, луѓето да, работиме слободно ала со карт, мении, ој? да, работиме ала карт, имаме закажани прослави, се што сме Окей. тука, да. И можам да кажам оти ова едни од вашите специјалитети. Да, имаме уште нема други прилика да со- го гледам да. менито, оти шефицата не ми остави време, само што влегов во кујната, жи ајде да готвиме, све беше спремно. Голем ден, ајде. Брзи со веќе, Да, говорите. финиширавме заедно и све тоа. Мора мислам да пробаме. Да. Јас сум како го кажав, љубител на пастрамајлија. Ајде, ќе си земаме едно парче од пастрамајлија. Да. Ми кажавте оти имавте хотели свето, колку соби имате овде? Да, околу точно? 30 соби се во функција. 30 соби? Да, Тоа се во 30 функција. пута 2, тоа се 60 луѓе, можат слободно да дојдат овде да спијат и све. Супер, да. Одлично. Работите повеќе со регионот, имате групи да кажам надвор од Македонија може се дојдат Има, овде. има, Од има, регионот, доаѓаат. не знам, нема нешто посебно да кажам да се види овде во регионот. Има нешто места Има стари познато места. Виничко Калини, многу познато.
у околината имаме места добри и доваѓаат групи што па близо ни, Кочани ни близо. Кочани, јас го знам Кочани за Оризот. Сега што ми кажувате Кочани. Кочани е познат за Ориз, тоа јас го знам. Зошто нема Ориз гарнир за јадењата? Малку чудно ми е. Кога ќе спремаме риба, спремаме со ориз. Риба со Ориз? Да. А зашто да не? Да, тоа ни иде пастрамка со ориз. Ми кажа во кујната од употребите на миниците што ги имате овде во околината. Само локални производи употребувате. Така, да. Браво, секоја чест. Јас секој што го поддржувам, да. Сирење ни виничко, доматот ни винички од оранжери, мислам, наши. Лепче, прасињата исто тука ги месара ни ги прави. Ја видов една убава месара Малин во центарот. Да. Браво, секоја чест на човекот, да. Од него ни филето исто, свинско, да. Он работи само свежо месо. Свежо И навистина месо, така да. го видов, многу добро ве. Ајде. Така. Епа И да домашно, и пробаме. виното ни си е наше. Епа, да го пробаме? Да. Ви благодарам. На здраве. Ау, навистина, убаво мириса. Што е вино ова? Ние го љубовно викаме, иначе... Љубовно. Да. Па, за љубавници, Од бранец. За љубовници, љубавни, како се кажува луѓето што се љубовници, така се кажува нешто? Или за љубени? За љубени. А, за љубени, ете така. На здравје, ајде да го пробаме. Епа за домашно вино, навистина љубав. Да. Малку ладничко, топ. За сервирање, мислам, од температура е топ. Ајде, мора да се проба. Јас Пробајте. Епа, браво. Чудно, ама За регион, истинито. Да, за регион што не е познато за пастрамалија, да кажеме. Не е мрсна нашата. Не, пастрамалија, не е никако. мрсна. Значи, Нормално се држиме додаде некоја- свинска маса или зејтин така околу и све тоа. Овде е чисто пастрамалја со пачина месо. Да, Многу свежо убаво. месо користиме и Браво. да, пиперчето ни е многу луто така да внимавате Аха. ако сака да го пробате. Сакам люто, ама ќе пробам надвор од камерите да не имам посебна фаца после ќе ми Да не да речете се да. срамиш пред Ете камерите. така. Ја мислам ти за денес. Ја завршив на емисијата. Направив нешто преубаво и пред се да се заблагодарам на мојот газда, мојот како река човек што ме за вашето гостопримството, мора од нашите партнери да ви дадам еден поклон. Вие ми дадовте домашно вино, и ова е домашно вино, Да, знам. а мочато сопот. Се надевам ти го познавате. Ако не го познавате, го имам и ќе го користиме ќе така. го запознаете сега, побелете, ова е за вас. Имате едно бело вино, едно црвено вино, што ќе можете слободно да го пробате, а ние продолжуваме, ќе јадиме, ќе пиеме, ќе се веселиме, и знаете така. што? Се гледаме наредната недела со нова емисија. Поздрав до сите. Чао. Гледайте на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, YouTube, секаде каде сме. На здравје и на наредната недела. Живи и здрави. Thank you.